За програмата би рекол дека ќе почнеме скрос од почеток, значи може да се запише кој сака, без да има некое искуство претходно во дизајнирање или во цртање, пошто не е само цртање графичкиот дизајн, така да може скрос почетници да се запишат. Јас се шегувам, 5 предавачи сме на нашата академија и имаме вкупно преку 100 години искуство. Јас имам, да речеме, 25, колешката Емилија 25 и другите исто така по 20 на 25. Зборам за вкупно, не за поединечно, се шегувам. Најпознатата алатка која ќе изучуваме тоа е Photoshop. Мислам дека сите го знаат Photoshopот. Тука ќе предава Емилија и јас предавам. Потоа го изучуваме илустраторот и индизајнот. И тие ми се некако као главни водечки за графички дизајн. И така се и поделени. Во 3 дела е поделена академијата, 3 нивоа. Во првото ниво највише се учи Photoshop и илустратор. Во вториот дел се изучува илустраторот заедно со Photoshopот, а во третиот дел индизајнот. Во вториот и во третиот дел имаме исто предавање од дигитален маркетинг. Тука ќе ни се придружи Савица, која покатно ќе збори баш за дигитален маркетинг, али ние као дизајнери учиме само основи на дигитален маркетинг. Потоа имаме видеомонтажа, Premiere и After Effects. Тие обуки ги држи Бранко, исто човек со многу искуство, и како предавач, и како во практичниот дел, во изработка на видеата, да речеме. Сите ние сме повише практичари, отколку предавачи, иако сите имаме искуство и во предавањето. И на крај во програмата е вклучено изучување на WordPress, работа на WordPress на веб страни. Тука немам програмирање, туку само ние го викаме тоа what you see is what you get. Програмирање на веб страни. Не е програмирање, туку е повише као дизајнирање. Тоа би било за графичкиот дизајн, на кратко, на брзина.